Премиерот Христијан Мицкоски уверува дека не треба да стравуваме од енергетска криза со недостиг на газ во државава по санкциите од САД и Европската унија кон Русија, бидејќи како што изјави владата е подготвена и работи тоа да не се случи. На новинарско прашање Мицкоски потенцираше дека и при неодамнешните ремонтни активности на гасоводот не останавме без газ, односно топланите работеле. Нема да има подготвени сме, ние ова одамна го антиципиравме и заедно работиме со дел од портфолијата во рамки на владата за да не се случи тоа. Имаше и ремонтни активности на гасоводот што ги подпишала претходната влада во заменување, па не останавме без газ, односно топланите работеа. Сите овие работи ги антиципиравме, но нормално е за работи кои се тековно работење на владата. Не треба да ја оптоваруваме јавноста со такви ситници, нема да има такво нешто, изјави Мицкоски, прашан дали по последните санкции на Соединетите Американски држави и Европската унија кон Русија треба да стравуваме од нова енергетска криза. Нови 5 авионски линии на Визер, Бари, Стокхолм, Мадрид, Ларнака и Базел почнуваат од меѓународниот аеродром Скопје и од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид. Вчера на 27 октомври и денеска на 28 октомври, соопштуваат од ТАВ Македонија. Новата линија Скопје-Стокхолм започна вчера со првиот лет во 6 часот и 5 минути. Овој пат Визер лета до главниот аеродром во Стокхолм, Арланда. Првиот лет на линијата Скопје-Бари започна со полетување на Визер до овој град на италијанскиот брег, вчера во 14 часот и 40 минути. Од аеродромот во Охрид, првиот лет за Базел полета вчера во 12 часот. Денес започнува и новата линија Скопје-Мадрид со првиот лет во 16 часот и 5 минути. Враќањето на линијата Скопје-Ларнака започнува со лет што пристигнува од Ларнака до Скопје во 7:15 часот. Летовите кои што започнуваат на 27 октомври од Скопје до Стокхолм и Бари, како и од Охрид до Базел, ќе се одвиваат два пати неделно, секој понеделник и петок. Летовите кои што започнуваат на 28 октомври од Скопје до Мадрид ќе се реализираат секој вторник, петок и сабота, а од Скопје до Ларнака вторник и сабота. Од ТАВ Македонија велат дека очекуваат голем обем на патнички сообраќај на сите нови 5 линии на Визер, имајќи го предвид фактот дека сите овие градови се атрактивни туристички дестинации, кои беа барани од патниците. Високи представници на Соединетите Американски држави и Кина постигнаа прелиминарен договор за надминување на трговскиот спор околу царините, јавува Reuters. Средбата се одржа во Куала Лумпур на маргините на регионалниот економски самит. На разговорите учествува американскиот секретар за финансии Скот Бесент и трговскиот представник Джеймисон Грир, како и кинескиот вице-премиер Хели Фенг и главниот трговски преговарач Ли Ченганг. Мислам дека постигнавме суштинска рамка за двајцата лидери кои ќе се сретнат следниот четврток, изјави Бесент. Кинескиот представник Ли Ченганг потврди дека е постигнат консензус, нагласувајќи дека разговорите биле интензивни, но конструктивни. Прелиминарниот договор треба да помине низ внатрешни процедури за одобрување во двете земји. Петата рунда трговски разговори беше насочена кон прашања како што се извозната контрола на ретки минерали и метали од Кина, како и американските царини за увоз на кинески производи. Според најавите, американскиот председател Доналд Трамп и кинескиот председател Си Џинпин ќе се сретнат следниот четврток во Јужна Кореја за финализирање на договорот со цел да избегнат понатамошна ескалација на трговската војна меѓу двете најголеми економии во светот. Инаку Кина преработува околу 90% од ретките метали во светот, кои се користат во се, од соларни панели до паметни телефони, што ја прави нивната испорака до американските производители клучен адут за преговарање. Премиерот на Црна Гора Милојко Спајќ објави дека ќе донесе одлука за привремено укинување на безвизниот режим за турските граѓани по итна постапка. За да се зачува економската активност и добрите билатерални односи, во наредниот период ќе иницираме интензивни разговори со Турција, со цел да се најде најдобриот модел во заеднички интерес во духот на добрата соработка и сојузништво, објави Спајќ. Беше воведена вонредна состојба во подгоричката населба за Биело, каде што полицијата спроведе рација откако во таа населба беше претепан и избоден жител на Подгорица, додека од друга страна бројни жители на таа населба револтирани од синоќешниот чин на насилство се собраа и во неколку наврати извикуваа навредливи пароли против турците. На местото на настанот беа голем број полицајци и инспектори, а беа контролирани неколку локации во тој дел од градот.
Имајќи ги предвид настаните со елементи на насилство во последните 24 часа во кои учествуваат турски државјани кои привремено престојуваат на територијата на Подгорица, како и провоцирањето инциденти на неколку локации, службите спроведуваат координирани активности на територијата на Подгорица, во рамките на кои се приведени околу 45 лица, турски државјани, се вели во соопштението. Според неофицијални информации, еден од нив е осомничен дека е вмешан во нападот. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен долж поврдаријато повремено засилен ветер од северозападен правец. Во Скопје променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен ветер претежно од северен правец. Денеска има локални врнежи од дожд со послаб интензитет. Ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец. Потоа во следните 2 дена времето ќе биде стабилно со постудени утра. Локален дожд повторно се очекува во петок кон крајот на денот.